Късмето и двајцата браќа со Дуња Ѓузели и 40 слуѓини што се сторија магарици. Чита Александар Станојков. Дури си биле двајца браќа наедно со работата, си биле како што сакал Господ. Од жените што не пара живеале, беа си се делиле и секој сам си работел. Поголемиот брат во сичко напредувал, а помалиот во се назадувал. Од ден на ден и од година на година се назадувал и усиромашувал, ама како и да вател, се ќе зијанел. Стребро и злато ќе вател, камен и дрво ќе му се сторело. Коњи, волои, крави, овци и друго имање што имал, едно по едно сите му изумреле. Најарен конј или вол ќе купел, во една недела ќе ослабел и ќе му умрел. Ќе спрегнел колата да оид на орање и до пол пат ја колата ќе му се скршеше, ја вол ќе му се поболеше и така не ќе можеше да изора нивата кога било тамам за орање. А пак, кога ќе појдеше читав на нива да ја изорат, тога е било засушено, не се орало. И така, никако за него не му се угодувало и не му напредувало. Та паднал во голема сиромаштија, што дури за леп беше ти протрпел сиромаштиот. Бори жедо, да што пусти лош късмет сум имал јас, што да паднам во толку лоша сиромаштија, за да одам сега по светот Аргатин. Со кое лице ќе се јавам до пазариштето за да се продавам за Аргатин? Пусти късмет мој што бил лош. Види брат ми колку да предуват во се што да работи. Велели потокмо сето што го имавме си го делевме. Ете тој сега стока се ја има и уште во 10 ја намножи. И рекол на жената си со плачење. Висти да бре домаќине късметот таштени работит што до овде осиромашивме, му рекла жената му. Ај здравие дека ни дајет Господ и дека ни се живи челатта, како е Господ не е никој. Не оди в чаршија мажу да се продаш, ами појди кај брата ти и таму работи наместо Аргатин. Колку да е у брате, се туку полесно ќе ти биди работата и не толку да ти биди сопрво страмотата за дека ќе аргатуваш. На тие женски зборови беше скоктал човекот и беше ошол кај брата си, та беше го приемал со голема благодарност. И во првиот ден ошол со другите Аргати на жниење. Целиот ден жнал и вечерта си дошол дому у брата си. Вечерата била готова, трпезата ставена. А Аргатите си оставиле секој од рамо српоите и си оделе на бунар за да си измиет рацете и да седнат да си вечераат. Кога виде сиромајот, оти секој си оставил српот од рамо и тој си го побарал српот од рамо за да го остави и да си измие раце, а да му пустио късмет негов вкус, тики српот беше си го загубил. Види доколку ми оди на огур со злуки и на проклетие, си рекол сам со себе. Српот да ми загине од рамо. Ја да земам 5-6 гроша надница, еве српот кај го загубив и треба да му го платам на брата ми, чуки така е право. Брате бре, му рекол на брата си, јас српот сум го загубил по пат или на нивата, ќе одам да го барам. Или те молам, дај ми и секирата да ја носам со мене за да се варнам од нешто лошо по патот, дури да го најдам српот, му рекол. Море измисли раце бе, брате, му рекол брат ми, седни си да вечераш, оти везден си лупал и си жнал на силната горештина, да осте го српот, утре ќе го најдеме ако е късмет. А пак ако загине, ние да сме живи и здрави, не е таткоа глада да го жалам еден срп. Утре ќе ти купам поарен од него. Седни си, вечерај си и земи си троа вечерица, однеси му на дечињата, оти ми те чекаат со душа. Те молам, брате, му рекол сиромајо, вечерата за дечињата моја, ако сакаш, прати му ја со некој момок, а јас не е чаре назад да се вратам ако не го најдам срп. И друго ништо. На тоа згора, виде не виде брат му и му ја даде секирата и го пушти без да вечера да го бара српот. Откоја се приближил до нивата сиромајот, видел еден човек кај се наведувал и се испрал. Се зацкрил за еден ендек да види што ќе прави човек ово нивата. Дали ќе краде од стопјето, дали што друго нешто. Стоја бајаги време и никако не можел да го сети дали е некоја рамија. Полека, беше се прибрал до него и копс!
со обете раце беше го фатил за раменици и дал вик по него. Што бараш ти овде бре во нивата од брата ми? Класието што се растурени од вас денеска и берам бре пријателе, му рекол човек. Чунти јас сум му късметот на братот и што му работам и ноќи и дење за да го обогатам. Кога беше го чул сиромајот и тој бил късметот на сиромајот, му се отвориле двете четири и веднаш беше ја дигнал секирата из рамо, да беше му рекол на късметот. Арно бе, пријателе, ти си бил късметот од брата ми. Ами мојо късмет каде е? Не ти го знам бре, душко, му рекол късметот. Како не ми го знаеш мојо късмет? Тако, татко, ами душе, ижи ми 3 пилња што су и оставил вечера гладни дома. Ако не ми кажеш мојо късмет, на 2 парчиња ќе ти ја пресечам главата со секирава. Заверно да знаеш ова што ти го велам. Чунти, душата ми е дојдена во забивот пуста сиромаштија што ме најавнала до шија. Кажи, дури е брго отите сосеков и друго ништо. Јас да жнијам цел ден на силнава горештина и вечерва српот да го загубам, да се вратам и да го барам и гладен да останам од тој проклет кус късмет што го имам и што не ми работит мене. Еве, уште сега ќе ти речам, пријателе, да ми го кажеш мојо късмет каде е, ја те сотеков со секирата, да се грео нека е на тебе и друго ништо нема што да ти речам. Кажу и оти гинеш. Кога виде късметот опнато, му кажал за неговиот късмет кај бил и што работил. Да дотука те дотерал твојот късмет, бре, пријателе, му рекол, да страдаш за леп? Верувам, пријателе, ти страдаш, чунти късметот твој цел ден и цела ноќ со тамбура се свирит и ако не ме веруваш, појди да видиш и да чуеш со твоите уши. Еве, јас сега ќе ти кажам кај седи твојот късмет, ама немој мене да ме одеиш, оти јас сум ти кажал. Чунти ние сме си со него многу пријатели, неќум да се расипиме. Слушај сега да ти кажам, пријателе, кај ќе оиш и за да го најдеш. Ќе тргнеш по оној правиот пат и кога ќе стигнеш до еден друг пат што се дели надесно, ќе видиш помеѓу двата пата еден даб голем, од памтивека стар и внатре шуплив. Ете, внатре си седи твојот късмет и си свири со тамбура со 2 теѓа. Заслушај долу кај корено и ќе чуеш гласот од тамбурата. Од која ќе се увериш оти вистина е внатре, мавни со секирата на корено, ја ќе го сечиш дабот, ама со тилјето да маваш, колку да го заплашиш и тој ќе излези да те молит и да ти дава се што да сакаш. Пари, джевајри, безценети камењи, се друго да му посакаш, ќе ти дават. Ама, ако ме слушаш мене ти, ништо да не му земаш, отколку црното коковче да му го сакаш, чунти во него ти е късметот твој. Тоа коковче ќе ти носи по едно јајце ката ден и го продадеш по 500 гроши. На сичко што ти кажувам да бидиш верен, пријателе, и тегни танецот, оти дури е брго да си вечераш. Кога изслушал тие збори сиромајот, уште еднаш беше му се пофалил на късметот со убивање, ако го излажи, и си кренал секирата на рамо, та во зората беше стигнал до стариот даб, да беше седнал на коренот, да наслушаат дали свири тамбура внатре. Ватил да мават со тилјето од секирата на дабот, ќе го сечит. Чул късметот од дабот и искочил надвор, та ватил да го молите да му таксоат се што да сака, да му дават и да оставил, да му даде црното коковче. Та така го оставил дабот да не го сечит и си отишол дома. До некаде весел, чунти се надевал, оти ќе печалит од јајцата од црното коковче. Утрото беше му снесло коковчето едно јајце и го изнесол да го продаа на пазар. Го видел сопрво еден човек, го прашал колку пари сакал за јајцето. Се подумал малку за колку пари да сака и си рекол сам со себе, 5 гроши ќе сакам за јајцео, за да видам што ќе велат луѓето, да 500 како што ми велеше късметот, тоа е бош лав. 5 гроши сакам, пријателе, за ова јајце, му рекол на човекот што го праша. Оти од црно коковче ме јариче, на, види го што убоет. И бре, дали си се поулаел, бре, човече, му рекол прашачот. Што сакаш за едно јајце 5 гроши? Ами позлачено е тоа јајце? Али во Немечко се наоѓавме, кај што се продават жабите на место риби и змиите?
Али ти ли им се наоѓавме? Што сакаш 5 гроши за едно јајце кога се продаваат за 5, 6, 7 пари едното? Срамота е бре човече да го сакаш колку што не чините. Од тие зборови што му и рекол човекот, бајќи беше се устремил и беше сакал да го скрие јајцето в джеп, да се врати дома, арно, ама късметот лели му заработил, Тики не го остил да се врати, ами го терал да ја изврви чаршијата и да го продаде. Но сеќим јајцето в раце, мнозина така му се смеале како што му се смеел првиот, а кога дошол до сараите, го видел еден од првите сарави и му го купил за 5 гроши. Катаден пријателе да ми носиш од овие јајца, јас ќе ти купувам, му рекол саравот. Му носел неколку кутриње и по 5 гроши му и давал, арно ама, која видело ти му се сакаат, посакал по 10 гроши и пак му иземал сарафот. По 15, по 25 и дури до 500 гроши му историл да му и продава, како што му беше кажал късметот. Најпосле, саравот беше му идал дома да му го купуват ката утро јајцето. Кога беше се обогатил човек, брате мило, цели одеј со пари беше се наполнил. Богатство, Туна и Сава имал и од брата му 10 пати, речи 20 пати побогат станал. Тој си имал 2 машки деца по 8-9 години и едно девојче од 12 години. Децата му оделе на даскал да му учат книга. Од кога се видел сиромајо во толку големо богатство, му се посакало да оид на аджилък да се сторит аджија. Си наредил куќата како што треба и е нарачал на жената си да ја праќат на школија за да учат и си отишол на Божи гроб да биде аджија. Арно беше ошол, ама не било късмет да се врати, чунки таму беше му било пукнато земјата, што рекол некој човек, да беше си умрел. Останала жената му уште млада и зелена вдојица. Бидејќи саравот и тој бил млад и бидејќи ката утро у неа да ја го купот јајцето, беше заљубил тој неа и таа него. Оделе некое време така и му текнало еднаш да ја натера да го заколи коковчето и да го изејт тој, оти инаку неќел веќе да ја купуват јајцата и нема да ја одел како наместо маш. Бидејќи жената беше многу богата и возлюбена за него, зборот два не беше му го сторила, зелата го заклала коковчето и ја натерала ќерка да го сготвит за вечера. Ја нарачал саравот да не касни коковчето ништо, дури не дојде вечерта тој, и тој сопрво ќе каснел, да после таа да касни. Во реќун пилето на огнот дошле двете деца од даскал и се прибрале крај огон, кај што варело тенџерето со коковчето. И ја прашале сестрати што варела во тенџерето. Таа им кажала ти вари црното коковче за вечера на сарафот. И се расцимолкале за да им дајат по едно парче од коковчето, чунки вечерта мајка им не ќе им дајала. И се нажалило на сестрата и изваила главата, та му ја дала на поголемото, а на помалото му дала срцето и джигерчето и си измирила да не ја цимолкаат. Дошол вечерта безчестниот сарав и му стајала да вечераат. Кога побарал лаганот, кај што било коковчето клаено, главата и срцето со джигерчињата не ја нашол. Јас ли ти реков, мури жено, никој да не касне од коковчето, оти ти си јала, ја рекол. Сарав баш еве го коковчето целичко, така му рекла. Кај сме каснале од него? Како не сте каснале, мури, ја рекол. Еве главата, срцето и джигерчињата кај нема? Ами главата ни е, сарав баш јас ли не ја јадиме, да зар девојчето ја изврлило? Ја викнале девојката и ја прашале за главата, за джигерчето и срцето, што се сториле. Да, мајко, ја рекла, главата не ја изврлив, ама му ја дадов на постариот ми брат, а срцето и джигерчето на помалио за да ја залажам, чунки ми цимолка, а ти ќе да ја оплатам. Ете, тоа и направив, мајко, ја рекла нажалено. Кога разбра саравот и децата изеле главата и срцето, беше го изело срце и не беше каснал нити едно дробенце од коковчето. Се налутил и си станал да си оид. Го молила, го милила аджидицата да седи, да вечера и да си лежи,
Арно, ама тој не бил кабил да седи. Најпосле седел и пак е имал за љубовница, ама ако и заколела обете деца, за да каснело од нивното срце и джиđерче, за да тие каснале од коковчето. Друго чаре не би дуало, ја неќел и би ти дало сија. Станал да си ој царавот и дури до порта што го молила да лежи, арно, ама тој неќел, без дури не му се таксувала таоти, ќе му и заколи децата. Еве, верно да знаеш, царавбаши, му рекла, оти утре вечер ќе заколам обете деца и од тебе немам никаква делба. На тоа згоре се врати бездушниот царав и си лежал со неа. Девојчето од аџијата гледаше се што правеше мајка е, арно, ама немаше што да ја чинит. Заради браќе, од утрото сакала да и колит, беше чула кога се таксала, и утрото уште од темни зори беше си разбудила и беше си променила со нова промена, беше му наполнила џабоите со пари за да му се најдат за арчлак и плачејќи и целивајќи се и двете, му кажала оти мајка му ќе и заколит, да затоа треба да си одат, кај му очи, таму му и глава. Ајте ми со здравје, милите и сладки мои братчиња, ојте си, кај ќе ве изнесит патот и Господ, оти нашава заблудена мајка е го зел Господ умот и разумот, да сака вам да ве заколит. Двата да ојте по еден пат и кога ќе стигнете до негде, а два пата, тамо да се разделите, едниот надесно, а другиот налево. Никому да не се кажувате од кај сте и чисте, за да не ве изнедит нашава немилостива мајка и да ве погубите. Знаете, мили мои браќа, оти вие ќе бидете големи луѓе, со голема чест, и кога ќе дојдите на големата чест да мислите и за мене, за да ме приберете при вас и јас да поминам при животта ваша. На тие жалостни збори од верната и милостивата сестра, не можеа сироти деца да проговораат од големото плачење. Уште еднаш беше и прегрнала сестрата браќа си и сладко целивала, да си испратила пак со тие зборови. Ајте ми со здравје, милите и сладките две мои братчиња, кај ви очи, тамо ви глава, и да не ме забораите мене никогаш. Си тргнале двете невозрастни деца по еден пат и за късметот нивни вардал по патот како црвено јајце. Дошле кај што се делел патот на два пата и откоја се братски испростели и избакнале, плачејќи се разделиле. Едниот надесно, а другиот налево. Патувале што патувале, да стигнале во два града. Поголемиот влегол во градот кај што седел царот, а другиот брат помалиот во помал град влегол и при еден кавеџија се прибрал да му чини тизмет и да седи при него. Поголемиот брат, што влегол во царскиот град, му помогол късметот да го зел царот на место син, чунки немал челат. Го учил на даскал, го учил од мерата надвор и изучило детето и по неколку години умре царот, да го кладоа за цар детето и ете, вистина беше било, од главата на коковчето што ја изеде стана глава на едно царство. Тогај дури најде време да пушти по сестра си и по мајка си да си и донеси, за и тие да се радуваат покрај него. Мајка му сета стока беше ја пропустила со тој проклет царав и беше ослепела, та посокат си беше просила и како никој нигде беше умрела, а девојчето било прибрано при некој богат како наместо ќерка да го гледа. Ја зеле царските пратеници и ја однесле кај брата е. Кога се виделе од милост голема што им дошло, не можеле за долго време да проговорат. Тој не ја бакној, таа него и плаче од радост. Дури некој пат беа се разборувале, се прикажале за сите работи, арни, лоши, што беше им поминале. Сестро Мори, ја рекол царот, јас сакам тебе да те мажам, што велиш ти? Јас, брате, нема да се мажам, урекла. Дури не го видам брата ти помалио. Туку, ај ти, брате, да се ожениш, чунки еве сега цар си. Ниту јас, сестро, нема да се мажам, дури не го видам брата ми, ја рекол царот. И така беше останале на тој збор. Помалио брат, што беше се прибрал при кавеџијата, уште од првата вечер беше му дошле под перница 500 гроше и пари од късмет што му бил во срцето од коковчето, без да знаете детето.
Чунти каваджијата му послала на детето да се легнит и пак тој беше му кренал постелата и перницата и таму и нашол парите. Многу утриња така што му иземал каваджијата и сам себе се отчудел од кај му иделе секоја ноќ по 500 гроши и пари. Го честил каваджијата од мерата надвор, тики детето дека гледало и толку го честил како наместо син, тики теклив сс му зборувало со каваджијата и што ќе му текнало, ќе му посакало да му купит. Го натарал еднашка късметот детето да му посака на каваджијата да му купит еден саат. На часот отишол каваджијата на саатчија и му купил саат на детето. Арно ама, тој саат ќе било себаб за детето да си види од перница, оти му иделе 500 гроши и късмет. Вечерта му го укордисало детето саатот и си го клало под перница. Утрото уште од рано беше се разбудил и од севда што имало на саатот, брго беше го зело од перница да го види и што да види? 500 гроши и пари. Си изел и на каваджијата не му кажал. Многу утриње што си наоѓало по 500 гроши и под перница и си иземало, а пак на каваджијата ич не му кажувало. Нити пак каваджијата му велел нешто, чунти неколку години со ред што му иземал парите се сторил голем чурбаджија од себе по негов. Детето веќе не било дете, ами момче близу за женење и му текнало на ќеот да се излезе од кај каваджијата, да си ватите на куќа на мало за сам да си живеете. Барал куќа овде, онде и нашол да си седнал сам домаќин. Поминало некое време и се научил од луѓето и имало една девојка близу таму кај што седел тој, што ја викале Дуња Ѓузели, од што била лична. Таа беше isлекла сите богаташки момчиња со својата убајна. Само за раката некој момче за да ја види, имало да плати 100 алтани. За 200. За едната нога 100 алтани. За двете 200. За едното око 200 алтани, за двете 400. За едни образ 300, а за двата 600. За целата снага да ја видат, 1000 алтани да платит и после да ја видат и да зборуват со неја. Врлило момчето мерак и отишло при Дуња Ѓузели, та дало пари за сета да ја види веднаш и со неја да зборуват. Што му било гајле, късметот му работел. Не само со 500 што и донесувал ката утро под перница, ами што и да купел или да продадел, од мерата надвор печалел, тики пари како некој вир вриеја у него и од тоа не жалел да не дава на Дуња Ѓузели, а не неколку пати според како што имало уредбата. Се чудела Дуња Ѓузели на тоа момче, од кај да и наоѓало толку пари и сторила ниет да го земи неколку вечери при неа, да белким ќе го искусите од кај имат толкова пари што јарчи ќурлемечки. Да го испитат на здраво и ако ја го фати токото да му удри прато по газу. Го викнала на вечера неколку вечери со ред и го испрашувала со незините цилвиња, да ја кажувала сирото момче од аз до Ижица, се како што било, чунки беше се уверило оти ќе го земела за маш. Арно беше да не кажува според како што беше го учила сестра му, Арно, ама шејтан пушт што ти велат, ти ки беше се излагал и беше ја казал. Од кога го искуси Дуња Ѓузели беше му удрила билјето чемерики и беше ти го опила, та се изблуело момчето. Во блуењето ти го изблуело срцето од црното коковче и го зела Дуња Ѓузели и се го голтна таа, да у неа дојде късметот да работит во место него. Легнала да спиет и утрото кога дошле, еве ти ги 500 гроши под перница и дошле. Еве ти тарапана, си рекла сама со себе, не ми треба сега момчиња да ме гледаат како некоја маска која да ја купуваат. Чекај сега со трицана да ме истуркам од порта надвор, за да не ми правит в куќа калабалка. Отворила одајата и му свикнала на лутина на момчето. Надвор бре магаре да ти видам плеките, што си ми дошол во куќата моја магаре едно, дали за на дрваќе те праќам, дали на јаглење? Аман мори Дуња Ѓузели, немој до овде, нека иде суј, оти ќе те ватит некој греф од моите пари што си добила од мен.
Те молам, немој не срами ме, je велел со растреперен глас и ја молел. Арно, ама, ичти го слушала Дуња Ѓузели, него што се молел, која немал ништо покрај него. Свикала по измеќарите за да го истуркаат од куќи надвор и веднаш беа се стрчале сите 40 измеќари да беа го истуркале од порта надвор. Свет беше се набрале да гледаат сеј редно чудо. Умрело момчето од срам дека го виделе светот која го терале од порта надвор. Цакал, неќел, си зел очите в раце и излегол на скеле крај морето, да му се дало да влези во еден кајк без да има лопати. Го одврзал кајкот, го пуштил по море за кај да сака да оди, само и само да се истајте од тој град и ништо, ама што ти можело да се удај, тоа не му пишувало. Тој на страмот згора си ја ресил животта и друго нешто. Ти го спотерало еден ветар кајкот и ти го однесло во некоја ада, што дотоаѓај човек не беше пошол во таа ада. Излегол во адата и си го вржал кајкот за едно дрво што имало до крајо. Застанал да ја се пули на адата и да ја се чуди, чунки немало жива душа на неа, а пак била многу плодородна од секакви емиши. Рогушки, сирки, лимони, портокали, грози и други емиши што не би познал кој што се. Неј се си набрал од емишите и си јал. Многу време што живеал со тој емиш на таа страна и од која ватило да се довршува емишот, тргнал као повнатре од адата да оди да барат јадење. Одил што одил и нашол едно дрво со смокви турени. Тамам уздреани беа биле, саде за ќеф дури да изврендисаат од погледот да ја види човек, а не да не каснет. Се качил на смоква горе и си набрал од поздредите смокви, да си каснала една и од што сладко му дошло тики, беше си рекол сам со себе, што биле бре сладки смоквиве таман за јадење. Уште не беше го дорекол зборот, и едно беше голтнал смоквата и да благосоит, бете ти се сторил едно магаре вкачено на смоква. Бре, аман, што е ова што ме снајде, дали овој таксират имаше да ми помини, си велело само со себе. Магаре да се сторам и да умрам во оваа пуста пустелија. Зар ако умрев човек ти ки не чинеше, а пак магаре требало да се сторам. Јас сиромав, што беше ми било речено и писано. Ами сега како пусто ќе слегнам од оваа пуста смоква магарешка, а ако да беше имало луѓе оваа пуста ада и да ме видеа овде качен на магаре сторен, ќе се скинеа од смеа. Шутјур, што нема барем луѓе да ме видат. Сега слегувањето моје ќе биде за чудење, чунки ќе си паднам озгор, а не да слезам. На тие други зборови, што си велело само со себе момчето, рипнало од смоква долу и ако и да се убило малку, ама барем си слезе. Стоело некое време гладно и побара да јадит нешто арно, ама смоквата била висока и не можело да достигне од смоквите со главата. Тргнал да паси трнчиње и друга трева што не пара му била сладка, арно, ама, бидејќи си било магаре, сакало неќело, ќе паси трње. 40 дни што си било магаре сирото момче и секи сат ја колнело Дуња Ѓузели оти го устрами и го истурка од порта надвор. Ќешти да не влего во кајкот, си велело и да бев останал во градот, да ја дојдев до акот на Дуња Ѓузели. Арно, пуст серсе млак мој, станав да влегов в море за да се удам, санќим со тоа нешто ќе сторев. Нека ми уќе. Бетер од магаре ако сака нека бидам. Така мислејќим во себе си момче магаре и барајќим нешто посладка тревица, дошло до една смоква ниска, што можело со главата да достигне. Едни смокви жолти како смил здрели, саде за ќеф биле. Еле за мене смокви, си рекло само со себе. Уште поубаја тие што каснав и се помагаросав. Ќе јадам сега, дури ми се доста, да ако сакат 9 магариња наедно нека се сторам, од магаре друго што може да се сторам. Магаре, па магаре. Треба да велам, бери чатврсан што нема овде луѓе да ме видат и да ме тоарат со тешки тоари. Тоа ќе беше било после поголемото зло. Да, ако сум сега магаре, барем сум си на ќеот. Кај сакам, си шетам и си пасам. Со магарештилаков мој
Мислам поеќе овде на ова ала да живеам, чунки има треба за пасење и трње за мезе. Пустелија моја, на што се богатеам и се благодарам на сторенот човек магаре. Завистина чуден умот на човекот, чунки на арно и на лошо кандисуат само да е жив за ништо друго. Ама човек се сторил магаре ако само да сум жив. Та друго што сака нека бидам. Пусто бело видело што е мило. Мајко, Господа те судит ти од себе под кај јас што сум сега магаре и да сум разделен од брати од сестра. А што се чинам будала и плачам, зар некој ќе ме чинува во оваа пустелија и ќе ме пожала? Најпосле, късметот мој таков ми бил, има од лошо по лошо. Откако се изнатагувало момче магаре, му се навртело на смоквите да јади и да се изнајади арно. Лапнал неколку в уста и едно и голтнал, туку веднаш беше се сторил човек, како што си бил, и сам себе беше се чудил и дури не можел да се уверуват дали навистина човек сторен. Сполајти, Господи, сполајти, викнало што да може момчето од радост што му дошло, дека се видело пак човек сторено. Зар вака ми било од тебе речено, за да се стора магаре и пак човек? Јас сега се сеќавам Божиот и многу сгрешив што се вдадов дуње ѓузели и заради таа грешка сум наказан да се сторам 40 дни магаре, чунки магарештилок направив со дуње ѓузели што дадов толку и толку пари и се опив да се изблув срцето од црното коковче таа да го голтнит за късметот у неа да ја видит. А ако ми поможи сега Господ да се вратам назад, знам јас како да ја направам на дуње ѓузели и честа на место да си ја донесам, си велело само со себе. Со тие радосни друзи збори, момчето беше се радувало и на часот скројало еден крој за како да ја дојде до акот на дуње ѓузели, а ако си појдело здраво и живо дома. Си собрало прачки од повит и си сплело кошиња многу убави со капаци. Саде за кеф да си набрало човечките смокви во едно коше и пошло со магарешки смокви. И си кренало на рамото и однесло кај што му беше врзан кајакот и си клало во кајкот. Нашол и нилисје голеби од некој дрво што беше од платно појаќи, та од нив си направило платна на кајкот, за да му го терат ветрот кај да сакат. Се прекрстило едно утро и си влегло во кајк, да го пуштило во широкото море да пливат на име Божие. Поможи ми, Боженце, да препливам широко во море и да си појдам до градот од кај што дојдов и да ја дојдам до акот на дуње ѓузели, за да не зема веќе млади момчиња на душа, како што ме зеде и мене. Со таква надеж, момчето влегло во кајкот и за некој ден беше препливало морето многу рад, чунки беше му дуало еден ветер прав за настелето кај што сакало да излези. Ете, кога да сакат късметот човека и Господ која ќе му помага, како веднаш се избавува од сите лошоти. Излегло на стелето со двете кошиња смокви и се погодило едно момче што беше запустило не знам колку стока од татко си по таа дуње ѓузели и откако беше осиромашило, беше дошло на скеле да се дави и да не умира од глади. Момчето со смоквите преесапило еден есап за да му дајат на тоа момче што сакало да се дави една смоква од магарешките и да го стори едно магаренце, да му и тоари кошињата со смоквите, чунки пари си немало ни за магаре да си купи, ни за амали да дајат, да и продаат и да си свршит кројот со дуње ѓузели. Го открил кошто со магарешки смокви ѓоа да и види, и едно и видело момчето, зело една враца и се почудило како да имат смокви во тоа студено време. Држејќи ми ја враце смоквата момчето, го прашало колку пари му сака за смоквите, за оката. Ја каснало смоквата, се сторило едно магаре. Тамам погодно за да се и тоарит кошињата и да и носит за кај што му беа нарачани. Го ватило магарето да го тоара, а арнома момчето кога си било магаре на снагата, душата и мислата му била човечка, тики јако джева праело за да не го тоара. Море стој бре магаре да те тоарам, оти ќе јаиш вас тагарки погас, му рекло момчето. Оти тебе ти било паднато с дрепчето за да го тргаш овој магарешки канон, чунки јас сум го тргал од тебе понапред. Биди уверено момчето и за малку време ќе бидиш магаре
и после пак јас ќе те сторам човек и ќе те благодарам со многу пари. На тие зборови не ќело да стои магарето за да го тоара, дури не изгледало некој вастекарче. Виде не виде, застана, чунки го доболело од стапот и му тоарило кошињето со смоквите да си тргнаа низ градот да ја продаваат. Кога приближило кај куќите од Дуња Ѓузели, дал вик: смокви сладки, ефтини, кој има повеќе пари, нека дојди при мене да си купит." Мнозина го прашале колку пари дава локата за да си купат. На сите му велела една скапа цена. На едни му сакал 1000 гроша, а на други 600 и со ние да не му продаат никому. Се прибрал до сараите од Дуња Ѓузели и таму и пуштил многу ефтино. 6 гроши оката. Ајде, 6 гроши оката смокви, 6, ајде, кој има пари, нека дојде да си купит. Викат дури корнит и чула Дуња Ѓузели да пратила измеќарите да купат неколку ока. Дошли неколку од измеќарите, му купиле од смоквите, таму и однесле на Дуња Ѓузели и таа зелата им раздала на сите измеќари по 2, и за неа си оставила поечиќе. Времето било поручек и Дуња Ѓузели била готова да си легне да спие, а пак измеќарите во тоа време сите си оделе во своите одеи за и тие да се починат малце, за да поспиет и да си поплетат по нешто, тантели, чорапи и друзи работи што си имале. Едно беше каснала Дуња Ѓузели една смоква и веднаш беше се сторила една магарица колку едно сеисане. Сите измеќарки беа каснале по една смоква и сите завали беа се сториле магарици. Се почудиле што и нашло, излего едни од одаите по чардаци сторени магареци и едно беше и видел оздола момчето со смоквите, беше затворило портата и беше се качило горе, та и симнало одолу сите 40 измеќарки сторени магарици, заедно со Дуња Ѓузели и се сторил стопан на сета стока. Зел пари и отрчал в чаршијата, купило деќемот за блуење и дал на Дуња Ѓузели за да испиет, за да го изблуе срцето од црното коковче. Едно го изблуала и момчето го лапнало, та пак късметот кај него дошол за да му носи катаноќ по 500 гроши. Од тука, после, изабрал 41 магарице и момчето сторено магаре, та и однесло на самарџија и му купило по едно самарче и му тоарил по едно рало коблиња за песок носење. Најголемите биле тоарени на Дуња Ѓузели, чунки таја била голема магарица. И после во царскиот град пошол да работи со магариците на еден сарај, што го правил царот, брат му. Се пазарил таму да носи вар, песок, тули и камен. Почнал да и тоара отколку што не можеле да носат и без пат да и тепа со вастагарчето по газ, а најпоеќе ја тепал Дуња Ѓузели. На неговото немилостано тоарање и тепање што му правил, го гледале чаушот, калфата и калвалбашијата, за многу пати беа го пцуели, сакале да го истераат да не работите. На тоа згора момчето беше и да рисало со по една магарешка смоква и беше се сторили сите тројца магариња, да беше и курдисал и тие да носат песок, заедно со Дуња Ѓузели. Кога беше видела Дуња Ѓузели и царските луѓе беше и ги репсесал, на чудо беше станала и само со себе си велела: "Арно, јас му сторив голема грешка што го излагав и го истерав со турканица. Јак имам за да ме мачи, заедно со измеќарките. Ами овие тројца царски луѓе, што кабајат имаат што и направи магариње? И тој презеде како мене, ама видиме кај ќе му излезит." Царот дошол на свршување и царот се чудел, оти не можел да ја види тројцата калабашии. Многу пати царот беше го видел момчето и тепало немилостиво магарињата и еднаш беше го викнал при себе, да му забелезал јако за уште еднаш да немаат така, оти силно ќе го накажат. Кога чу тој збор момчето од царот, сега му е времето, си рекол сам со себе, за да ја извивам најаве сета работа моја. "Честити царе," му рекол, "пред Бога и пред цара не треба јас да кријам, ами што знаит Бог, нека знаит и царот. Јас сум од далечно место, од еден арен татко и од лоша мајка. Јас имав еден брат и една сестра. Татко ни отиде на аджилак и таму умре.
А мајка ми сакаше да не заколи за една незина лоша работа и сестра ни не испрати за да куртилисем и сега веќе јас не знам каде е мојот ми мил брат и милата ми сестра. Му кажал и сите други мајки што патило Дуња Ѓузели во адата, како се сторил магаре и како се отсторил. На тие првите прикажувачки го разбрал царот од тие брат му и ја викнал сестра си, та и таа разбрала и се пуштиле да си го прегрнале и се изнашле двата браќа и сестра му. Тога дури му дал на сите магариња по една смоква и станале луѓе. Дуња Ѓузели му ја дал на брата си за да му биде царица со 40 измеќерки, на момчето што го стори со прво магаре му дал многу стока. И тоа само го се сторило садрија. Кога има човек късмет, како нема да загинит, макар и мора да падне.